По либерализацијата на визниот режим и инкубаторското размножување на бугарските пасоши, печалбарството нагло ја пресели работната сила од Кочанско-Веничкиот регион во развиената Европа. Таквата миграција ги промени состојбите во регионот, наметнувајќи драстични промени во функционирањето на вкупните општествени текови. Стана вообичаено многу нешта на економски план овде да зависат од тие што во потрага за екзистенција и подобар живот заминаа во побогатиот свет. Тоа најдобро се чувствува во втората половина на јули и првата на август, кога печалбарите со враќање во родните домови го покажуваат своето присуство со луксузни автомобили, седенки по рестораните и кафулињата, инвестирање во градежни работи и слично. Иако сите се повикуваат на глобалната криза и се жалат дека прометот не е како некогаш, сепак летниот печалбарски бран ги заплисна сите сектори. Повеќекратно е зголемен прометот кај трговците со градежни материјали, санитарија, мебел и слично. Поприлично живна е угостителите, бидејќи пред и по Илинден, рестораните, пицериите и кафулињата се исполнети до последното столче. Свадби и други семејни свечености се прават и во работни денови. Мошно добро поминаа и стоматолозите, бидејќи здравствените услуги по правило се најскапи во западните земји, па нашинците настојуваат забите и здравието да се го средат по наши цени. Летово странците се интересираа и купуваа станови и семејни куќи. Особено зголемен промет е забележан во продажбата на нови или користени станови. Тоа што помалку ги разочарува и едните и другите е фактот дека сето тоа трае 30 на дена, па потоа стивнува. Печалбарите се заминуваат од каде што дошле, оставајќи ја зад себе празнината која станува до следното доаѓање.